Послание на апостол Павле до евреите, 2 глава. Затоа, треба да бидеме нарочно внимателни кон она што го чувме, за да не отпаднеме некако. Зашто ако реченото слово преку ангелите се покажа верно, и ако секој престапи секоја непослушност, прими праведна казна, како ли тогаш ќе се извлечеме ако занемариме такво големо спасение, кој најнапред проповедено од Господа, се потврди од оние што го беа чуле од Него, кога и Бог им го потврди сведоштвото со знаци, чудеса, со разни силни дела и со раздавање дарови преку Светиот Дух по Негова волја. Зашто Бог не им ги подчини на ангелите идната вселена за која зборуваме, туку напротив, некој посветочил зборувајќи: што е човекот да мислиш на него, синот човечки да се грижиш за него. Си го направил за кратко малку подолен од ангелите, но со слава и чест си го овенчал и си го поставил над делата од твоите раце. Се си подчинил под нозете негови. А кога се му подчини, ништо не му остави неподчинето. Но сега уште не гледаме дека се му е подчинето. А гледаме дека Исус Христос, кој за кратко време беше поставен пониско од ангелите, поради претрпената смрт беше овенчан со слава и чест. Та по Божјата благодат тој да вкуси смрт за сите. Зашто му прилегаше на оној поради кого е се и од кого е се, при донесувањето на многобројните чеда во слава, преку страдање да го соврши зачетникот на нивното спасение. Бидејќи и оној што осветува и оние што се осветуваат, сите се од еден, и затоа Исус не се срамува да ги нарече браќа велејки: ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, среда собранието ќе те славам. И пак, јас ќе се надевам на него. И одново, ете ме мене и децата мои што ми ги даде Бог. А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, така и тој зеде еднакво учество во тоа, да преку смртта да го победи оној што има власта над смртта, односно ѓаволот, па да ги ослободи оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство. Зашто јасно е дека тој не дојде да им помогне на ангелите, туку на Аврамовите потомци. Затоа тој мораше во се да личи на браќата, па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите на народот. Зашто во она што сам претрпе откако беше искушан, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне.